Добре дојдовте на каналот Нов Аснон. Се наоѓаме во прекрасната македонска природа, каде што температурите се многу пријатни и можеме да имаме едни добри разговори со професор доктор Зоран Крстевски, автор на 11 книги, професор на Европскиот факултет, кои се многу значени за нас, ја барем мислам, односно со распаѓањето на бившата држава Југославија и транзициониот период кој ја мислам дека е завршен во однос на приватизацијата. Тоа колективно чувство што сите ние македонците го имавме за све што беше колективно, како да се распадна со процесот на приватизацијата. Така да имаме едно ниско ниво на колективна свест, каде што све што е колективно се продава, претежно од политичките групации и поединци во името на народот, а сето тоа е поддржано во одредени интересни групи. Вакви примери има многу, од пред недела дена-две дошли на центар, например, кога одредена групација на тинеџери рушат игралишта, кои се колективни, па све до рушење на нашата држава и против нашата политичка волја, или па еве сега исто така се случува со новата гарнитура која како да ги предава интересите на македонската нација и нашата политичка волја. Како да ние македонците имаме поголема колективна свест и да работиме за колективното добро, знаејќи дека истото е многу поврзано со нашата индивидуална свест и индивидуалните интереси. Денешната тема со професор доктор Зоран Крстевски, благодарам што си ваки е наш гостин. Што можеш да кажеш повеќе, кај го гледаш ти феноменот во однос на моралот, етиката и од етичниот пристап на ерозија колективно што имаме во нашава држава? Тотално е опаднат моралот, етиката, ниските вредности превладуваат, многу ретко се работи за општето добро. Индивидуалниот аспект се наметна врз колективизмот, така што секој почна да си гледа само за себе си со некоја честни исклучици, кои што се обидуваат да провлијаат позитивно, но начално, навистина, сме во ерата на алчноста, на себичноста, на манипулативноста, на пропагандата. Секогов начин да се наметне своето јас, своето его, а да се уништат оние општи добра. И гледате, ние имаме повеќе примери на аномалии. Може да тргнеме од екосредината. Значи, прво е тотална експлоатација на било што. Вие гледате и од експлоатацијата на мермер колку ја останува на Македонија. 1%. Да. Помалку од 2% од концесиите за мермер се платени и исплатени од страна на концесионерите. Так. Тоа е еден класичен пример на експлоатација. Да, фактички ние и за идните генерации ги уништуваме оние ресурси кои што ќе им бидат кои се лимитирани и еднаш кога се искористат толку. Значи гледате каква е таа свест, да речеме на раководители, на функционери, на оние кои што треба да креираат вредности, да внимаваат на добродетелта во општеството. А гледате Норвешка, ќе ја земам како пример. Значи они имаат дрвна индустрија, меѓу другото, која многу добро работи. Имаат таков вид на дрвја кои што би создале огромен профит. Но кај нив има еден вид на регулатива да не се сечат дрвата надвор од дозволеното, да се остават за идните генерации. Потоа имаат нафтени наоѓалишта, имаат можност да експлоатираат нафта. Тоа не го прават. Делат че експлоатираме оно колку што е потребно, но тоа сето утре ќе биде неопходно за идните генерации. Истото го направија со рибите. Имаше потенцијално да отидат рибарите и да изловат се што можат, без при тоа да се има контрола. Но донесоа закон каде што е строго казниво да се ловат риби на подречја или што се вели во прекумерна. Или надвор од терминот за мрестење. Така е. Значи гледате, они заштитуваат
дрва или екосредина, заштитуваат риба, заштитуваат нафта. Со еден збор, внимаваат на шумите, внимаваат на потенцијалот утре кога нафтата ќе стане енормно со високи цени, да имаат на располагање ресурси кои ќе ги стават во оптек. Ние што правиме? Ние прво создаваме асфалтна џунгла. Насекаде се даваат маркици, значи да се градат зградетини, при тоа да во сето тоа профитираат најчесто градоначалници или некои од градоначалници, некој дуп, што возможува каде треба, каде не треба да се гради, профитира урбаната мафија, а самите граѓани губат. Губат од аспект на зелена површина, губат од аспект на панорама, губат од аспект на чист кислород, губат од аспект на стесната околина во која екзистираат, губат од аспект да нема паркинг места и ред други нешта кои се пропишани со закон. Секаде каде што се гради, треба да има обезбедени паркинг места. Секаде каде што се гради, треба да има зелениво, треба да има дрва, а не да се сечат дрва. Има населбе Хромче го земам за пример, во теркот и на кисела вода, и на Дебар мало, тотално девастиран, уништен. Колку дрва имаше исечени? Каков однос кон екосредината? А атмосферска канализација на голем број на улици нема, а и прашање дали воопшто на некоја улица има. И ред други аспекти се случија како проблем. Градинч, основно училиште, зашто наплив на голем број на нови граѓани. Дечињата каде ќе учат? Дали има сала каде што ќе вежбат физкултура? И ред други проблеми кои се наметна. И автоматски кажете ми вие каков е квалитетот на животот во такви некои средини населби. Значи овде зборуваме за ниското ниво на свест или тенденцијата мене да ми биде добро, да искористам, да изманипулирам, да придобијам, да заработам, а што ќе оставам после мене? Веројатно потоп. И во сето тоа го гледаат идните генерации и не се чувствуваат безбедно. Значи гледате рудни богатства се даваат под концесија, некој ги разграбува, ги изнесува, на крај многу малку има за општеството. Гледате што се продаде. На крај какви компании од било која индустрија. Ние знаеме златните кокошки ги продадовме на странците. Странците го собраа кајмакот што се вели. Со времено имавме највисока цена по повик. Значи преку мобилни оператори. Вие замислете, треба да плаќате една цена за да разговарате една минута. А некој држал монопол, профитирал или онамо кај што дал, ги вратил парите и автоматски страда граѓанинот. Граѓанинот има повисоки телефонски сметки. И не само тоа. Вие гледате сега во најтопли денови колку базени се во употреба. Дали имаме ние базени каде да се разлади? Да. Значи, не е само ова, економскиот аспект страда заради строго ориентираност кон профитабилност. Од другата страна, здравствениот аспект страда бидејќи не се инвестира. Бидејќи не се размислува за рентген апарати, не се размислува што да се создаде како вредност. Утре самиот граѓанин кој ќе се соочи со здравствен проблем, каде да се обрати, на време да му биде дадена медицинска помош или одредена услуга. Не е само тоа. Вие гледате правниот систем. На кој степен стигна и тоа е поразително, замислите да се предава етика и право. И дали е возможно правото да го поистоветиме со етиката. Кога ние гледаме илјадници примери на неетичко однесување во правниот систем. И не е само тоа. Отидеме во политиката. Дали политичарот ги штити општествените интереси? Дали размислува како ќе биде за идните генерации? Може би некој размислува, но добар број на политичари на видни функции многу високо се нафатира, си создаваа илјадници привилегии, на крај си донесува закон на неказнивост, при тоа некои им застареа случаевите, ова не се мисли само на овие претходни години, еве нека биде 4-5. Туку се мисли на пред 10 години, имаше и премиер на кој му застаре случајот, кој евидентно имал прекршување и кој не етички работел. Така што остава така младиот, како чувство на перспектива. Не знае колку е безбеден на улицата, не знае колку е безбеден во здравството, не знае што се може да го најде во образованието, какви се ќе го едуцираат, не знае што може да очекува правниот систем, не знае што ќе се случи и со екосредината. На крај ќе доминира загаденоста и на умот и на нештата околу нас. И еве ги аномалиите и тоа вие што ме прашавте,
дали преовладува тесниот интерес, индивидуализмот и каде е колективниот интерес. Сега, колективниот интерес да се воспостави треба да се пробуди свест. Кај нас, например, има и големо ниво на нељубов кон самата татковина, кон државата. Се вели, да, македонците имаат некој само уништувачки ген, каде што повеќе му веруваат на надворешниот непријател, знаејќи дека е надворешен, дека тој ќе му даде штета, повеќе на него, него на внатрешните непријатели од кои трпи заради овие примери што ги кажа. Па тие внатрешни непријатели го робарат, па внатрешниот го робари системот спонтано. Тивка вода, брег рони. Тоа се вели еден вид на лунарен вампиризам. Тоа е спонтан и притаен вампиризам, кој цица од сите, да речеме, аспекти на општественото живење. Каде тендери, каде придобивки, каде непотизам, каде ред аспекти кои што им се на располагање. Например, еве, ние во денешно време дали имаме недостиг од пожарни? Да, апсолутно. Дали имаме недостиг од пожарникари и со што сте опремени? Пожарникари, опрема, логистика, да. А знаете колку ние губиме со активирање на пожари кои можеби и некои луди глави ги предизвикуваат, но од другата страна дрвната индустрија ќе страда или воопшто се ќе страда, екосистемот ќе страда. Доаѓа до загадување, доаѓа до трошоци, доаѓа до соочување со напаст која може сетити да ти однесе во бездната. А ние не сме опремени, ние не сме подготвени. Ние велиме, кој ќе дое проблемот, тога ќе разискуваме. Немаме стратегија. Немаме стратегија да ги задржиме младите. Немаме стратегија оние млади, оние студенти кои што се искажале како најквалитетни, како нив да ги импутираме во системот, како да ги метнеме во некои, би рекол, општествени организации или било каде кај што може да придонесат. Туку едноставно се смета, дај јас додека сум на позиција, јас да си ги искористам придобивките, дај мене да ми биде добро, па потоа што ќе биде. И аномалиите, вие ги гледате, произлегуваат неретко и од поединец. Поединецот действува врз основа на навиките, или се приклонува на она што го гледа, владе општо чувство на неморал, има отсуство на срам, голем број велат што па кога се другите такви да ја да бидам, а тој може да е доктор, а може да е судија, а може да е во полицијата, а може да е во политиката, може да е во бизнисот. И он вели сите наоѓаат дупки во законот, сите се снаоѓаат зашто јас да бидам поразличен. И ете ви еден пример. Потоа младите истото го гледаат и велат, никој не одговара, ќе направи сообраќајна несреќа, ќе има некој починат, ти си виновен, ама ти можеш да се спасиш. Каков пример даваш? Потоа ќе речат, учевме заедно, тој беше никаков ученик, од 2 поминуваше, одеа родителите, некако го поминаа, се запиша на факултет, не знам како доби диплома, еве ви го на функција. Станал раководител, станал директор на општествена компанија. А јас учев толку високи оценки, со денови не спиев, постигнал високи резултати, ама ја не можам да добијам вработување, јас сум у заводот за фактички невработени, незавработени. И тој дали се разочарува и вели што е моето решение, дај да одам во странство. И ние го губиме и етичниот и паметниот. А останува она што гледа да се снајде во матното, бидејќи полесно плива во матното и автоматски еве ви ги проблемите. Да, негативната селекција како да е излезе на површина и таа е главниот водилка за избирање кадри кои подоцна ќе не представуваат во колективниот дел. Па така е, фактички да се мора да се води сметка. Дипломатот ја представува државата. Внимавај каков ти е дипломатот. Министерот го води секторот. Внимавај каков министер ставаш во одреден сектор. Безбедносен сектор ли е? Дали е од секторот на надворешна политика, дали од секторот на економијата, дали од финансиите. Значи, тој ти е одговорниот. Ако е неквалитетен, ако не е едуциран, ако му лепат прстите, ако не е одговорен, ако е неспособен, или пак уште во полиски ешалони, ставаш директор на некоја позиција, а он не знаеме дали воопшто 3 книги прочитал. А може да го ставите, да карикирам, на универзитетска библиотека. А прашање колку е подкован, со што он се занимавал за да биде утре на универзитетска библиотека или во културен центар. Или да биде во уметност, а колку има разбирање од уметност.
Значи ова ви ги зборам малку повеќе и од аспект на теоретски асоциации, но може ние да бараме и практични примери на непрофесионално извршување на должност. Проблемот е на недостигот на одговорност. Значи никој не презема одговорност, ниту па системот ја бара одговорност. И вие гледате сега како ќе поминуваат месеците, никој нема да одговара за едни претходни аномалии за години на непрофесионално работење. Ние бевме сведоци претходните години. Тотален распад на системот. Не знаеме зашто позитивно да се фатиме. И замислите ако има договор под маса и да се каже, па добро, па не беше страшно, ај не можеме сега, кој ќе ги брка, кај ќе ги наоѓаме слабости и сето тоа така си помине. И доаѓаме до аспектот на неказненост, односно не создаваме структура. Структура на квалитет, или структура на самовредност, или структура на општествена одговорност, или структура на колективен напредок. А тоа се почне од најниско, се почне од образовните клупи, што се вели. Затоа етиката е општо присутна и во Скандинавија, присутна е во Холандија, присутна е во Германија, присутна на секаде, така што изучуваат етика. Децата ги учат да бидат етички одговорни. И сега замислите ако некој етички не е одговорен, ако при тоа е неедуциран, не е подкован, а е само снаодлив, инклинира кон матното, тогаш каква ќе биде иднината? Еве, прашањето е каква ќе биде вредност. Иако јас сметам дека процесот на создавање вредности не може да дојде преку ноќ. Нели имаме сега нова политичка гарнитура. Не може преку ноќ да се очекува дека тие сите проблеми, сите аномалии ќе ги разрешат. Но треба да видиме дека се оди во таа насока. Па може би за една година пак ќе седнеме ќе разговараме, па ќе видиме што направиле. Така што од другата страна не треба да се ставаат бариери. Не треба да се асоцира, нема да успеат, ништо не правиме, ќе пропаднеме. Зашто тогаш форсираме закон на негација. Закон на отпор, закон на негација. И реално, ние можеме да зборуваме за минатото, за она што се случувало во минатото, за многуте пропусти во минатото, за големото ниво на неодговорност. Можеме делумно да разговараме за сегашноста. Иако сегашноста со секој момент нели поминува. Оваа сегашност сега пред една секунда станува минато, но пресостава на сегашноста и ориентираноста во мигот на сегашноста и правецот кој го зафаќаме, ние градиме иднината. Че ние мораме се свртиме и кон иднината, а ние сме цело време преокупирани со минатото. И автоматски ја немаме иднината. Односно, иднината ја гледаат во одење во некои странски држави. Што сугерираш за обичниот граѓанин, човек, македонец, кој гледа неговите интереси се продаваат, апатичен е за тоа, знае дека не може ништо да направи. Види Сашо сега, не може ништо да направи. Може и нешто прави, па пишува, па некој гласа, па некој не гласа. Туку колку думите му возможеле да направи. Да. Дали вие гледате политички аналитичари кои се вртат во круг и кои што фактички 2-3 се во една иста теза да. И кој ги пушта нив на медиуми? Да. Од кој центар тие произлегуваат и се пласираат? И кои уредници фактички одработуваат и зашто одработуваат? И каде е прашањето гласот на народот? И како народот да влие и како да реагира кога малку му оставен простор? Тоа е едното прашање. Така што не може да се сведе само на народот, зашто ние имаме со име и презиме одредени поединци прикажани и докажани со аномалии и та биле на високи позиции. И се утврдило дека многу непрофесионално, неетички, криминално дори некој од нив работеле. И никој од нив ништо не им фали. Автоматски станале, да не речем, мултимилионери. И сега ние велиме народот е виновен. Па ние ги имаме луѓето кои водеа, а што водеа и како водеа, отидовме во бездната. Така што од другата страна, во социјализмот беше битен колективизм. Ние бевме сродени сплотени. Во тој систем беше неопходно да молчиш и да прифатиш. И да го работиш тоа што ќе ти се каже. Ако го правиш тоа, имаш работно место, имаш покрив на глава, имаш бесплатно образование, имаш бесплатно здравство. Ја губиш слободата, го добиеш лебот. Сега дојдевме во еден поинаков систем. Сега имаме слободата и може да критикуваме. Да, 30 на година, преку 30 години не се изнеде лидер кој ќе се разликува по нешто ретко. Некој што има преголем став, кој знае да се избори, кој ќе се спротивстави на аномалиите. Резултатите се поразителни. Дури не знаеш кој е полошиот. Треба добро да се надпреварува да видиме кој најмногу штета направи.
И може тука да спориме за многу минути. Иако за мене најодговорни се тие кои што се со академска титула. Тие кои што учеле, тие кои што докторирале. Тие кои што као навидом имаат некоја референца, имаат подлога. И тие ми се најодговорни. Тој некој од улица, од било каде собран, па ставя на функции, тој што очекуваме од него? Која подлога има? Тој некој млад на 25 години или некој на 28-29, што очекуваме од него? Што разбира тој? И на крај резултатите катастрофални. Така што одговорноста е јасно каде ќе алоцираме. Но, тоа беше, или веќе сме во системот на капитализм. Гледате, ја имаме слободата да критикуваме. Во тој социализам не смеме ниту к од криминал да спомнеме. Но, сега го загубивме лебот. Сега луѓето се осиромашени. На луѓето општествените добри им се разграбуваат. Гледате, ги изнесуваат, ги пласираат, никој не одговара. Гледате што се случува под масата. Гледате како страдаме на поленото на здравството. Луѓето се поболни. Гледате што се случуваше во онкологија. Катастрофално неетични постапки. Да не зборувам од систем на систем, од сектор на секторот, па да видите милион примери. Туку сакам да кажам дека клучниот аспект кој стана? Кога веќе колективот не ти е добар, кога не можеш да се потпреш на системот, кога системот не се грижи за тебе како поединец, кога системот ти станува репресивен, иако навидом нели социализмот требаше да биде репресивен и имаше сегменти на репресивност, но всушност имаше и на хуманост. Сега во овој систем имаш навидом као хуманост, а нема ни х од хуманост, имаш репресивност која е скриена. Ние сме подложни на отуѓување на аномалии. Ние сме подложни на подјармување, ама тоа не ни е јавно прикажано. Тука е, што се вели, на притаен начин воспоставено. Во скриена форма. Така, во тој случај гледате се што остане. Ние треба да го обезбедиме лебот. Лебот нема да ни го донесе системот, ниту државата, ниту политичарот, ниту функционерот. Веќе функционерот е функционер по партиски клуч. Не е тој функционер или не е ставен директор затоа што има квалитет, затоа што е едуциран, затоа што е доблесен, затоа што се докажал, затоа што има резултати. Туку битно е од нашата партија, вашата партија, таа партија што е коалиција и ние сите со колачот управуваме и ние ќе ги распоредиме нештата, па што биде утре со вкусот на колачот и колку тој колач ќе биде здрав за тој што го консумира, а тоа е народот, не е толку битно. Битно е ние да го распоредиме колачот. Но, бидејќи поединецот тоа го гледа, станува апатичен, станува несреќен, станува отуѓен, станува отргнат. И вие кажувате каде е народот. Па зашто се разочарал? Затоа што изманипулиран. Затоа што му се ветувани со години некои аспекти кои овој никогаш не ги видел. Во тој случај, самиот поединец, он треба да размисли за самиот себе си. Што ја да направам да станам среќен? Што ја да направам да станам реализиран? Што јас да направам да се хармонизирам? Што јас да направам да се заштитам од злото и негативните вибрации? Вие гледате? Ја не случајно сум напишал неколку книги. Од кои ете заштита од злото и негативни вибрации. Ние дојдовме во ситуација не толку многу да мислиме на доброто и на афирмативното. Бидејќи ретко го наоѓаме, а треба во себе да го бараме. Ние треба да размислуваме како да се заштитиме од злото и негативните вибрации. Па на улицата некој кој што неодговорно вози. Па некој кај што имаме потреба од одредена услуга, дали во поглед на администрација, поглед на правен систем, во поглед на здравство, во поглед на образование. Че ние треба да внимаваме да се заштитиме. Ние треба да се заштитиме од се што може да не загрози. Значи ние не дојдовме во ситуација да трчаме и да действуваме, туку да внимаваме како трчаме, бидејќи може некој да не препне или насекаде во системот има одредени аномалии кои може да не предизвикаат штета. Значи поединецот мора да размислува за себе си. Второ, мора да го програмира умот. Умот на афирмативна особа. Еве вие преска што зборевте, тоа е еден концепт, закон на отпор, закон на негативна вибрација. И ние одиме со отпор. Еве, имаме сега нова власт. Од старт ако одиме со отпор, нема да имаме резултат. Значи немај со отпор, треба го пуштиш да видиш. Ако одиш со негативна вибрација, не ги бидува, нема ништо да испорачаат, што да очекуваме, еве ви повторно проблем. Значи, мора да се види, но потоа критички да се действува. И секоја аномалија, без разлика која е. Нели, двојни аршини. Не излегувајте, не работете, а ние одиме самите се изложуваме на сонце, повикуваме медиуми и ние на некој начин што се вели се изложуваме на тоа што ние викаме вие да не се изложувате. Да. Хипокризи. Па тоа сакам да го кажам. Значи да и они да внимаваат. Да има што се вели добронамерна критика. Добронамерен вид на
создавање вредности. Зашто јас како писател, можеби нешто не е најсоодветно објаснето. Па некој читател ќе ми каже: Зоран, можеш ли ти тоа да го објасниш на подобар начин? Ја ќе размислам и наредниот пат ќе гледам тоа да го поправам, да напишам нешто што е поразбирливо. Така што ние мора да го програмираме умот на законот на позитивна вибрација и законот на афирмација. Тогаш ние ќе излеземе од кризата. Затоа е така распоредено и овде. Се соочуваме со многу негативни вибрации, сме биле подјармени, сме биле преку 30 на години водени на неубав начин, сме се депримирале, многумина се одлучиле да отидат во странство. Овие што останале не знаат што да очекуваат и ние сме офатени од негативната енергија. Ние за да се излечиме од тоа треба го програмираме умот, треба позитивно да мислиме, треба да најдеме алатки самите кон себе си, треба да се излечиме од механизмите на заглупувањето, а заглупувањето ни го прават и медиумите. Треба да внимаваме кого слушаме, дали ќе го изгубиме нашето време и енергија со квази политички аналитичари. Треба да внимаваме дека во суштина сите ние и сме придонесувачи за општествениот аспект на напредок или благосостојба. Ако не подигнеме глас, ако не кажеме аномалија, ако не го предупредиме оне кој што го фрла снетот пред контейнерот, а го фрла нон-стоп така наместо во контейнерот. И ред други аспекти, ако ние не извршуваме професионалната должност. Јас како филозоф затоа зборувам со вас, како професор искажувам многу аспекти пред студентите. Тоа ми е мене мисијата. Така секој со својата мисија, вие како медиум затоа постоите нешто да пренесете. Тој кој што гледа го поттикнуваме да размислува, да не биде наивен, да не биде изманипулиран, да не биде подложен на тие пропагандистички влијанија, но да не биде и негативен. Да спреземе самиот одговорност и така ќе се бориме за излез од кризата. Зашто објективно ние бевме во криза. Толку години ние се соочуваме со кризата. Преку 35 сме во криза, ама еве актуелно пред претходните години константни кризи. Пред една година, пред неколку месеци голема криза. Ништо не функционира. И сега ајде да видиме како да се излечиме од кризата. Она што се вели, да подадеме рака. Ако видиме дека нема ефикасност, дека има неодговорност, дека има непрофесионалност, дека има квази личности кои се ставени на функции, тогаш ние ќе реагираме. И мора да реагираме. Значи, многу е битно кој го вози автомобилот. Автомобилот е државата. Кому му е дадено да го управува автомобилот? Или земете го автобусот, а во автобусот се дечињата. А тоа е народот. А ние му даваме на возачот кој што не е одговорен, кој е подседативи или кој е со некоја слабост или кој знае какви пороци. Ние му даваме да го вози автомобилот, односно автобусот, кај што се народот дечињата. И ние 35 години имаме лоши возачи. И лошите возачи скоро како да не отфрлиле во бездната. Тие не фрлиле во некој ниво на во бездната, нели? Сме изгубиле некоја самобитност, сме изгубиле знаме, сме изгубиле име, сме изгубиле ред аспекти кои сме ги имале. Значи лошо не возеле и ние сме паднали у бездната. Но ние не сме сега тотално во бездната, за среќа. Но ако имаме лоши возачи на автомобилот наречен држава, тогаш што може да се случи со автомобилот? Може еднаш два пати да се спасиме, ама еден ден нема да се спаси. Затоа треба да се работи на самовредноста, на индивидуалниот дух. Не постои колективистички пристап веќе. Од страна на системот. Системот не го интересира колективот. Интересира привилегии. Ние како индивиди треба или да влеземе во системот, па со еден поинаков дух да влијаеме, или како личности себе изградени, себе снајдени, да се пробаме во бизнес, да се пробаме во некоја наука, да се пробаме во некој домен на дејствување кај што ќе испорачаме резултат. Или пак како индивидуалци да видиме како да се хармонизираме во едно заболено општество. Како да најдеме решение. Како тоа да не повлече, да не направи депресивни, анксиозни, изгубени самите со себе си. Бидејќи ние какви што сме, утре ќе бидат такви нашите деца. И тогаш таа трансгенерацијска траума се пренесува. Затоа што се пренесува. Нашата мисла, нашата енергија, нашиот збор, нашите дела. Треба да внимаваме што мислиме, што зборуваме и какви дела создаваме. Да, ова многу дефинитивно треба да мислиме што создаваме, какви дела оставаме позади себе, за доброто на индивидуалецот, но и доброто за нацијата. Дали, за крај, дали препорачуваш активизам на дело
од страна на индивидуалецот. Така е. Имаме, нека бидат и три опции. Да. Едната е ескапизам, се каже. Скапизам. Ескапизам. Тоа е одбегнување. Така е. Бегаш во планина или се отргнуваш од социјалниот живот, нема решение, не гледаш медиуми, не следиш политика, ништо не те интересира. Се одлучуваш за дистанца. Едноставно избегнуваш било каква опција да влиеш. Гледам да не бидам загрозен од негативни вибрации, едноставно бегам. Тоа е едната опција, да се повлечеме и да бегаме, да станеме ескаписти од животот. Да дозволиме други да ги креираат нешто. Другиот аспект е прифаќање или придружување. Значи се придружуваме кај што е матното. Матното е на сцена, тоа доминира, има отсутство на страм, ниските страсти се присутни, лажењето е општо прифатено, етиката немој да се надеваш, стани исти како другите. Влези кај матните, биди со матните, па ќе ти речат лепи плакати, па ќе ти речат дојди за еден сендвич, па ќе ти речат привлечи едно 20 луѓе, па може ќе те вработиме. Било што, биди со матните. А кои се докажани како матните. Не зборувам ова потенцијално матните. Туку биди кај што е аномалијата, да речем. Или биди било каде кај што има негови постапки. И ти кради во работата, и ти не води сметка за вработениот, и ти експлоатирај, и тебе нека те интересира профитот, и само профитот. Тоа е да се придружиш на групацијата на матното. И третото е да се одлучиш за светлината. Да се одлучиш за мисијата. Да се одлучиш за самиот себе и за својата татковина. Да видиш како можеш да придонесеш. Дали му е со зборот, дали со делото, дали со упатување на младиот, дали со хармонично семејство, дали со пишување, дали со добар бизнес, па придонес во бизнесот, дали со вработување на некој во бизнесот, дали со препознавање некои личности кои се општествено активни, а имаат капацитет, дали со активизам преку твоја групација блиска која е, нека биде за екосредината, се залага, нека биде за заштита на животните, нека биде за заштита на нашите природни ресурси, нека биде за националните наши богатства, и од аспект на било што, и на припадност и на се. Значи се бори активист. Еве и овде кај што сме на водно, имало активисти, борци да не се сечат шумите на водно. И они действувале, не успеале. Политиката е премногу моќна, има другите полуги. Има разни сектори кои се на располагање и сакаат малиот обичен човек да го потиснат. Но тој е мал обичен, така наречено мал обичен. Напротив, тие активисти се големи, овие се малите, никаквите. Само тие се на позициите. Ако овие се реорганизираат, се создаде групација, се создаде критична маса, се создаде поинаква свест, се создаде подобра визија, и можат утре да влијат. И гледате упаристи жолтите елеци. Дали тие од мала групација, од мал активизам стана? Да. Точно дека не оправдуваме репресивност. И до тој степен воинственост некој да страда. Не оправдуваме. Со насилство ништо не се постигнува. Но мора да имаш став. Мораш да имаш однос. А не да седиш на страна безбедно и да гледаш овие како го играат надпревара. Значи некој учествува во надпревара, а некој само публика гледа од страна. А некој па не го интересира, бега и од надпревара и од се. Значи да, активизам мора да се подржи. Без разлика на кој начин, ама тоа се вели добронамерен. Ако вие, како нов астом, критикувате некои патишта, кои сте лоши во политиката, вие треба се да критикувате, а не вие едните ги критикувате, а другите ги одоброволувате. За едните пишувате најлошо, а за другите ќе замижите. Колку од политичките аналитичари имат кои фактички се обоени или носат одреден дрес? И ние да го губиме времето, нив да ги слушаме. Значи, треба да си реален, треба да работи за општо добро. Без разлика кој на што припаѓа, ценимо го доброто дело. Ценимо го на кое што го постигнал, цени го на афирмативното. Ама при тоа оди критички кон се кој што го загрозува поединецот, ја загрозува нацијата. Тоа ние треба да препознаеме и да поддржиме. И ние, активисти, било кои работат во името на светлината. Сега да не одам у духовни тематики и во индивидуален аспект, колку е тоа битно. Овде зборуваме во колективен аспект, како активизам, за создавање вредности. Значи, и тука може да придонесеме како поединци, но најмногу треба да видиме за светлината како индивидуи, бидејќи сите ние еден ден ќе одговараме пред Божиот суд. И ќе ни биде поставено можеби прашањето, што вие направивте? Тоа Ајнштајн го има кажано. Вели, најголемиот проблем е што додека злото ровари, што додека злото
настапува, додека злото повредува. Голем број од добрите тоа го наблюдуваат и ништо не преземаат злото да биде надминато. Значи не е проблемот до робовите. Робовите се определили да бидат робови. Те имаат матрица на експлоатација. И они дозволуваат некој да ги води да ги креира. Тоа се робови. Утре лесно и најслободните личности ќе ги изместат. Другите тежеат кон господари. Сакаат моќ. Инклинираат кон моќ. Тие се господари на таа некоја групација робови, но некаде се самите робови на некоја повисока групација. Па тие некоја повисока се робови на некоја трета групација. И доаѓаме до новиот светски поредок, до да не речеме одредена групација на моќници во светски рамки кои ги управуваат, ги поставуваат, ги менеджираат нештата. Зашто? Бидејќи најголемиот афродизијак ви е моќта. Бидејќи нив не ги задоволуваат телесните страсти, може што сакаат да купат и да имаат. Не ги задоволуваат парите. Бидејќи имаат огромни билиони и што ти не на материјален план. Нив ги задоволува моќта. И тие како така наречени господари, нивна единствена желба име да што има што помалку слободни личности, а што повеќе робови. И фактички сите нас ни темпираат да бидеме робови. Робови на потрошувачко општество, робови на консумеризам, робови на квази политичари, робови на квази информации од медиумите, робови на стравот, робови на неизвестноста, робови на самите себе си, бидејќи имаме погрешни очекувања и заглупување. И автоматски не манипулираат, дали преку вакцини или преку некоја наметната пандемија, дали преку војни кои ги прават заради профит, дали преку стравот кој ти го пласираат во медиумите, дали преку поддржување на црното, па и никому ништо, тоа црно, па не е толку црно, има едно поцрно, ама не е битно, тоа црно ги уништува децата, создава големи пакости, создава големи болки, но не е битно, тоа не е толку големо црно. Еве ви е манипулацијата. Се наметнува новиот светски поредок преку алатките на манипулација, на пропаганда, на страв. И останува човекот да се разбуди, да препознае дека има тука матрица на темнината и да види како може да действува. Точно дека ќе биде загрозен и од робовите, и од моќниците. Господаров не сака слободен човек ниту на работното место. Малку да се одликува со карактеристики на ум, на свесност, на независност, на способност, ќе атакува. Од другата страна, робот е иритиран со тоа што е роб, не сака да гледа слободен човек. Прв би гледал да го нападне, да го искодоши, да му направи штета на оној слободниот човек. Значи, слободните луѓе се ставени, што се вели на маргините и секој се не ударат. Но, вие сакате да видите некој си таму мизавец, нешто безработничко, нешто најниско, сакате да бидете некој предатор кој си умислил дека има моќ, а всушност е ништожник, или сакате да бидете слободна личност, кој има право да действува, да зборува и да влие. Јас сум дека секојаш треба нашето лично достоинство да го градиме. Достоинство на поединецот, достоинство на колективот, достоинство на народот, достоинство на државата. Гради ги тие вредности. Ама сите се лоши, ама никој нема да те сака, ама никој не те прифаќа, а сакаш кај црното кај темнината. Создади ја вредноста, создади ја внатре, во системот вредноста, создади етиката, создади го професионализмот. Врз основа на тоа, утре може да се надеваш и на подобри резултати. А ние што чекаме, што рековте? Странските месари, странското влијание, примањето во некоја унија, одобрувањето дека добро работиме, информирањето на тие да речат добри сте, послушни сте, мирни сте, починети сте, и тогаш демек идеме напред. Наместо да создаме внатрешен систем. Вие знаете што е надворешен систем во медицината? Медикамент. Имате некој здравствен проблем, го решавате со надворешен аспект. Некогаш морате. Ако има некој вирус, бактерија и тешко се решава, мора да имате надворешна интервенција. Тоа се нарекува медикамент или некои други тераписки можности. Ама кој е најакиот ресурс кој ние го поседуваме? Здравиот животен стил. Имунитетот. Имунитетот, да. Значи, дали ние имаме имунитет? Дали ние со природа, со планина, со прошетка, со храна, со мисла, со свест, со енергија, со љубов, со внимание го јакнеме имунитетот. Да, значи, ние треба да се посветиме на нашиот внатрешен имунитет. Во еден имунитет на држава, што е најсилното треба да биде? Образованието, едуцирани граѓани, правниот систем, казниво за оние кои прекршуваат закон, здравство, штитење на здравствените проблематики на пациентите, бидејќи тие ти се ресурс. Ако го изгуби човечкиот ресурс, ако ти се одлеваат млади кадри, ако ти се оцелува народот, ако ти се заболува народот, со што ти ќе располагаш?
Тоа е една урбана мафија, па ќе нема работници на крајот. Кој да и работи за да создаваат енормни профити. А баш кај тоа прашање него отворивме цената на метар квадратен какав стана и зашто стана и каде одат парите и колку е тоа мотивирачки, односно демотивирачки за младите. Значи, ако ги земеме сите аномалии, Сашо, не знам колку време ќе треба за оваа емисија. Бидејќи на крај се судривме до тоа. Народот не работи на програмирање на умот, на индивидуализирање, на себе подпирање, на себе развивање, на себе усавршување, на себе освестување и да свати дека има скриена агенда која намерно го заглупува и го плаши. Да почне да се буди, па со еден поинаков активизам, афирмативен, позитивен, да почне да действува и да се создадат некои благопријатни резултати. Зоки, фала многу. Многу интересен разговор со интересни насоки. Ја би кажал, многу она што може да се земе како заклучок е дека индивидуата треба да земе одговорност на себе и да почне еден активизам за себе, околу својата средина, за да почнеме полека да се зимаат работите во своји раце и полека да се подобруваат во насока која сакаме ние да имаме резултати. Благодарам што беше гостин во денешниот хубав разговор. Благодарам што не следевте во Нов Асном. Ви пожелувам се најдобро до следното јавување.